денешен ден 1014-та се случила битката на Беласица, позната и како битка кај Клидион, помеѓу војските на македонскиот цар Самуил и византискиот цар Василий II. Исходот бил погубен за македонските војски и за Самуиловото царство. Голем број војници биле убиени, а останатите ослепени, со што била целосно уништена војната моќ на царството. Самуил по овој пораз не можел да се опорави и умрел истата година. 1588 година британската флота под команда на лорд Хавард и сер Франсис Дрейк ја поразува шпанската непобедлива армада, составена од околу 125 бродови, која во инвазија на Англија ја испраќа шпанскиот крал Филип II. На денешен ден 1808 година почина Селим III, 28-миот султан на Отоманската империја, кој владеел во периодот од 7 април 1789 до 29 мај 1807 година. Селим III бил реформаторски султан, но јаничарите организирале бунт против неговите реформи и бил затворен пошто неговиот роднина, Мустафа IV, станал новиот султан. Во затворот Селим бил убиен по заповед на новиот султан. 29 јули 1856 година почина Роберт Шуман, германски композитор и музичар, еден од најзначајните представници на романтизмот во музиката. Особено се истакнува како автор на клавирски минијатури и соло песни, а компонира и камерна и сценска музика, 4 симфонии и една опера. 1883 роден е Бенито Мусолини, италијански диктатор и фашист кој владеел со Италија како диктатор од 1922 до 1943 година. Користејќи ја својата харизма, целосната контрола врз медиумите и застрашувањето на политичките ривали, тој го распушти постоечкиот демократски систем и формира фашистичка држава. 1890 година почина Винсент Ван Гог, холандски постимпресионистички сликар, чии дела имале големо влијание врз уметноста во 20 век, поради живите бои и одсликувањето на чувствата. Додека бил жив не бил многу ценет, но неговата слава пораснала по неговата смрт. Денес тој се смета за еден од најголемите сликари во историјата и има значаен придонес во почетоците на современата уметност. На денешен ден 1982 година роден е Перо Антик, капитенот на македонската кошаркарска репрезентација, кој влезе во историјата на македонската кошарка како прв македонец во НБА лигата, како центар за тимот на Атланта Хоукс. Во својата кариера беше и дел од тимовите на АЕК, Црвена звезда, Лукоил Академик, Локомотив Кубан, Спартак Санкт Петерсбург и Олимпијакос Пиреја.